Od srednovековната рударска населба Лесново до наши дни е сочуван само манастирот со манастирската црква, посветена на свети Архангел Михаил, подигната од деспотот Јован Оливер, последен можен господар на Овче поле. Куполите на црквата се покриени со оловни плочи, па може би и затоа тоа е една од најдобро сочуваните средновековни цркви во Македонија. Самата градба делува мощно импресивно, со убаво украсената фасада, обработена од делкан камен и печени тули. Внатрешната декорација на црквата е уште побогата и вонредно разновидна. Посебен квалитет представуваат иконите, што се дело на наши македонски зографи кои работеле во времето кога работеле и копаничарите. Фреските во црквата се од 14-тиот век, време кога била подигната самата манастирска црква. Живописот во неа е познат во целиот свет и објавен во разни енциклопедии, стручни книги и списанија. Издвојуваат од другите влезни врати на иконостасот со тоа што секогаш се позлатени. Покрај позлатата, овде имаме и полихромија од црвена и сина боја. Резбарите на овие царски двери го представиле благовештението. На левото крило од дверите е Архангел
Možna je interesna sceната na lovецот, кој што со пушка кременка, што значи осовременување на мотивот, стрела на дивеч. Предаден е во полуклекнат став со вперена пушка во дивечот, изненаден и готов за бегство. Самиот ловец е представен како богат опремен со прибор за лов и одбрана. Ова е единствен пример на ваков мотив, невообичаен за православната христијанска црква, а земен е и инспириран од антиката. Овој мотив ќе се појавува и подосна на Балканот од други мајстори, но неговата реализација е далеку под уметничкото ниво на мијачките копаничари. Од ова уметничко дело па натаму ќе се разнесе славата и легендата за Петре Филиповиќ Гарката од село Гари и за неговата резбарска тајфа. Самиот тој запишува: 1814 знати се когда се тембло у церков согради и украси 3 лета маистори ги правиха, излезе 22 кеси, 11.000 гроша и 1500 прочи харч. Петре мајстор од Дебре рукоју. Слободно може да се рече дека со уметничката резба во Лесновскиот манастир започнува нова етапа во оваа уметност во Македонија, зашто, пренесувајќи ги библиските мотиви и легенди во ореовината, уметникот сушност се свртува кон животот на сопственото поднебје, навлегува во животот и човекот на просторот во кој самиот живее и создава.